Добар ден, почитувани. Стартува уште една нова телма амбуланта. Хроничната обструктивна белодробна болест е термин што се однесува на нарушување на белите дробови кои што доведува до постепено губење на здивот кај пациентите. Симптомите на почетокот може да бидат многу благи, но понекогаш нагло се влошуваат и стануваат сериозни. Се смета дека хроничната обструктивна белодробна болест е четврта, односно трета причина за смртност во светот. Затоа треба сериозно да се свати. Па на каков начин можеме да ја превенираме, односно да ја спречиме незината појава или доколку ја имаме болеста да се забави незиниот прогрес? За оваа тема денеска во студиото на Тилма го повикавме како гостин доцент доктор Маријан Баловски, доктор на медицински науки, субспецијалист пулмоалерголог од Градската општа болница 8 септември. Следува блок реклами, а веднаш потоа и интервјуто во студиото на Телма. Вчера беше светскиот ден на хроничната обструктивна белодробна болест, светски ден во борба против оваа сериозна болест на белите дробови и токму на оваа тема. Затоа денеска разговараме со доцент доктор Маријан Баловски, субспецијалист пулмоалерголог во Градската општа болница 8 септември. Докторе, добре дојдовте во студиото на Телма. Благодарам за поканата. Навистина ми е драго што сум вас гостин и поздрав до гледачите на Телма амбуланта. Каква болест е хроничната обструктивна белодробна болест? Се работи ли за инфективна болест, за воспалителна? Што точно представува? Многу убаво рековте во најавата. Болест која што опфаќа милиони и милиони случаи. Болест која што во моментов е диагностицирана кај повеќе од 300 милиони луѓе на планетава Земја, но ако не уште толку, сигурно уште половина од толку е се уште недиагностицирана, бидејќи болеста, како што и рековте, има симптоми кои што не се препознаваат на време и пациентите не се јавуваат, да кажам, на почетокот, кога болеста е присутна, но ради особините кои што ги има белодробието, посебно малите дишни патишта, каде што болеста почнува, малите дишни патишта представуваат она тивка, нема зона која што ретко можеме во почетните стадиуми да ние како лекари, а исто и пациентите ги почувствуваат симптомите дека тука баш е почнато воспалението. Точно е воспаление, но не инфективно. Тука е воспаление кое што е хронично, значи еднаш штом почне, го продолжува својот ток и воспаление кое што се јавува како последица пред се кај најголем процент на пушење цигари, бидејќи токму во малите дишни патишта, каде што почнува воспалението, тие се градбено така направени, то се ситни цевчиња по 2 мм, понатаму продолжуваат, нели, како се грани дишното стебло во оние меурчиња каде што се разменува воздухот алвеолите, таму воздухот се успорува. И сега споро тече со да се разменени со крвта и да се главната цел на намената е да се внесе кислород, да се свали јаглерод диоксид од крвта надвор. Но бидејќи споро тече, во цигарскиот чад имаме над 7000 отрови досега детектирани. Тие се исто така тука успорени имаат лошо дејство врз епителот на малите дишни патишта. Епителната клетка веќе почнува да се на некој начин вознемирува, бидејќи има доста токсини и со цел да се ослободат тие токсини, лачи соодветни медиатори кои што привлекуваат воспалителни клетки од самото човечко тело. Тука сега се акумулираат разни типови на воспалителни клетки. Први се алвеоларните макрофаги, понатаму се неутрофилите, се вклучува и ТХ лимфоцитот и сите тие буквално почнуваат еден процес на воспаление. Воспаление кое што е започнато со лачење освен на воспалителни маркери и лачење на голем број на ензими, како што се матриксните металопротеази, како што се еластазите, кои што го почнуваат она раскинување на овие меурчиња, воздушни меурчиња, значи прво почнува воспаление, ради тоа воспаление почнува да собира секрет во малите дишни цевчиња, а бидејќи се мали, почнува да се затнува, нели, тој дишен пат и почнува тоа воспаление како што трае, бидејќи ние нема да прекинеме со нашата навика на пушење најчесто, но ќе спомнам дека и загаденоста на воздухот и како во последниве години е една од причините за појава на хоп кај непушачи, се задебелуваат зидот и почнуваат веќе оние деструктивни промени во белиот дроб. И се уште пациентот во овие рани стадиуми
нема никакви симптоми. Затоа велиме дека е тивка. Пополека зафаќа, има неодредени симптоми кои што почнуваат пред се како еден замор, кој што е потекло од ова системско воспаление, бидејќи воспалението кај хроничната обструктивна белодробна болест, да знаат пациентите кои што пушат и кои што има, не е само во белите дробови. Туку е едно системско воспаление кое што зафаќа голем број на органи и органски системи. Инаку убаво рековте, вчера е светскиот ден на ХОП, сакам да пообјасниме, бидејќи Голд иницијативата токму за да ги укаже важноста на белите дробови, кое што многу се виде во време на ковид пандемијата, што значат здрави бели дробови за обстанување на здравјето да кажам на човекот или целокупното здравје одржување. Вчерашното мото е вашите бели дробови за живот, нели, битноста на здравјето на белите дробови за живот и токму потенцирањето на сето ова е овие специфични симптоми да се запознаат пред време и токму Голд класификацијата која што нонстоп се зорира на секоја година, тоа се разни тимови на специјалисти кои што со цел да се помогне да се и лекувањето и третманот, веќе воведува еден термин на предхоп, токму ова што го реков. Болеста почнува многу пред да се успее да се диагностицира. Зборувам во светски рамки, да не сваќат гледачите дека ние сме, да кажам, само во Македонија така. Во цел свет болеста ради токму тивката зона што ја спомнав на малите дишни патишта, тешко се детектира. Дефинитивно, а големиот број на истите ги има огромен број, преку 24.000 со преку 300 и повеќе милиони алвеоли, дозволува да пополека го зафаќа, да кажам, пациентот неговото здравје и веќе штом почнат симптоми, како отежнато дишање, чувство на глад за воздух и се појават аускултаторни феномени како свирење во гради, како непроложен експирим, односно продолжено излежување и ќе ги приметиме и на спирометрија. И токму, знаете ли како најчесто откриваме, кога пациентот ги толерира симптомите, еве, смета дека пуши, дека тоа искашлување и кашлица нормално бидејќи пуши цигари. Напротив, сите пушачи што искашлуваат во континуитет во годината подолго од 3 месеци, да не ги уплашиме сега сите пушачи, само сепак да се запрашаат зошто дека треба да ја прекинат таа штетна навика. Некогаш смета дека таа пушачка кашлица е нешто нормално и пропратно на цигарите. Не е нормално. Токму како што реков, цигарските, значи отровите што се присутни во цигарскиот чат и кои што навлегуваат не само на ниво на алвеолата белите дробови, него голем број нив се толку малечки, бидејќи имаат фракција, нели, на доста ултрафина фракција, навлегуваат преку алвеокапиларниот зид и понатаму, пушењето од цигари прави голем број на компликации. Освен на кардиоваскуларниот, рачунете главна причина број 1 за карциномот на мочниот меор е токму уживањето на пушење цигари. Така да треба, значи, буквално секој пациент кој што пуши и искашлува во континуитет во текот на една година повеќе од 3 месеци, најдобро што може да направи веднашка да прекине да пуши и нормално нели да биде упатен на пулмолог, бидејќи не е тоа е знак дека цигарите кај одреден процент не мора, нели луѓето кажуваат пушеше пријателот или 100 години, па ништо не му бидна, сега мене ќе ми бидна нешто. Точно, ХОП нема да добијат сите пушачи. Ќе добијат некаде четвртина пушачи, ама ќе добијат половина заболувања на кардиоваскуларен тракт, ќе добијат третина од нив малигно заболување на белите дробови или друг тип на малигно заболување. Значи, штом се појави кашлица со искашлување на секрет, да не се свати дека проблем, еве, пушам и ништо не ми е, или она појава на замор после пешачење, прво после качување по скали, после планинарење, значи тоа чувство на недостиг на здив, кашлица, искашлување, чувство на недостиг на здив, да се буквално посомнева дека можеби тој пациент има хронична обструктивна белодробна болест. Каква е кашлицата, докторе? Продуктивна Со искашлување, продуктивна. Сува? Тука немаме сува кашлица, бидејќи, како што спомнав, овој секрет кој што се наталожува во малите дишни патишта, треба да се искашла, да се исчисти. Значи секогаш има секрет. Секогаш имаме продукција на искашлок, кој што искашлување на веќе создаден спутум искашлок, кој што ке овие болни е беличасто пребоен. Значи немаме зелен или жолт, но после, затоа што тој присуство на тој, да кажам, искашлок, ја истовремено, пошто отежното се искашлува, го променува и тоа воспаление и
можноста одбранбената моќ на белите дробови да се брани со микробите, па тие лица кога ќе лесно, да кажам, полесно настануваат и полесно прават компликации. Полесно добиваат грип, полесно добиваат било какви вирусни инфективни заболувања. Бидејќи тоа воспаление прво што прави, освен што го нарушува интегритетот на епителот, ги нарушува интегритетот на оние, да кажам, влакненца кои што овозможуваат чистење од нормално создадена количина на секрет, подслабо се движат. Од друга страна, вели, создава спутум премногу, затоа што тоа воспаление создава спутум, а од трета страна го инхибира одбранбената моќ ја намалува на организмот, бидејќи ги буквално затапува алвеоларните макрофаги како прва линија на одбрана, да кажам, кога навлегуваме, нели, кога микроби кога навлегуваат во белите дробови, и тие лица се поподложни. И токму ние така ќе откриеме голем број на пациенти кои што веќе хоп е започнат, а чисто симптомите не се препознати дали од него, не пријавен или од страна на лекар, бидејќи не се слушнало ништо на слушалка. Имаме и нормална спирометрија, иако треба симптомите кој ќе се случи некоја инфекција, било да е вирусна инфекција, било да е бактериска инфекција, веќе буквално ние и тој пациент гледаме дека се сомневаме дека кој ќе прашаме посебно дека е долгогодишен пушач, веднаш ќе не станува јасно дека кај тој пациент е под голем сомнеж да стане да има хронично отвратена белодробна болест. Ги споменавте цигарите, пушењето како еден од главните ризик фактори за појава на хроничната обструктивна белодробна болест и загадениот воздух. Но еве да ги погледнеме и останатите причини што ние ги издвоивме. Што се може да доведе до хоп? Сега вели, наследниот фактор, пушењето цигари, и пасивното пушење тука спаѓа, изложеност на загаден воздух и хемикали, астма, возраст и пол. Ќе започнеме со наследниот фактор, возраста и полот. Значи, доколку некој во семејството ја има оваа болест, изложени сме на поголем ризик. Так. А вак, постојат некои гени кои што може да развијат оваа болест? Но не од аспект, да кажам, на прво, уште самото, да кажам, забременување, дефинитивно мајката не треба да пуши. И кога ќе имаме бебче дома, значи не треба ниту активно, ниту да биде, да кажам, пасивен пушач. Значи, од сам период на кога веќе стануваме родители, ние треба да ги смениме нашите навики. Бидејќи здрави бели дробови се создаваат буквално уште од почетокот самата концепција. Понатаму како е одгојот на тие дечиња, дали се склони кон потешки респираторни инфекции и така натаму. Значи, респираторните инфекции во детството имаат улога. Тешки пневмонии кои што можат да направат, значи репетирачки инфекции во младата возраст, кои што прават компликации, да кажам, репетирачки чести на спроводните патишта, можат да зголемат ризик тие деца кои ќе бидат возрастни, значи го зголемуваат ризикот. Значи, ако тоа детенце живее во средина кај што се пуши, кај што неговиот татко или мајка има хронична обструктивна белодробна болест ради пушење, не наследува склоноста. Средината во која што расте. Дефинитивно, но наследувањето постои дефинитивно, тоа е дефицит на еден ензим кој што се вика алфа-1 антитрипсин, кој што во суштина, како што спомнав на почетокот, нели, болеста која ќе започне се нарушува она протеазна, антипротеазна активност. Кај нашето тело, бидејќи спомнав, овие воспалителни клетки не создаваат протеази, тоа се ензими кои што го разложуваат она што е нормално ради воспалението се јавуваат, предизвикано од цигарите, а истовремено ради зголемениот оксидативен стрес и инфламација. Сега, нашето тело има соодветни антипротеазни активности. Се додека се држи тоа во баланс, да кажам, меѓу нив е и нормално ние се создава алфа-1 антитрипсин секојдневно во една доволна концентрација, бидејќи и да пушиме и да не пушиме, имаме една концентрација помеѓу ова што го создава телото ради воспалението, од и телото се брани против тоа воспаление со заштита. Кај одредени лица постои дефицит на овој ензим, и тие кога се најдат во средина кај што се пуши или не мора да бидат никогаш пушачи, тие се дефинитивно склони на почести инфекции, а истовремено веќе ради тоа што немаме неравнотежа помеѓу оваа протеазна и антипротеазна активност ради дефицит на овој ензим, се прават многу често кај тие пациенти оние воздушни меури, односно појавата на емфизематозни боли, кои што се преполни со воздух, и кај тие пациенти дури и пред 40-та година кога се гледа како една граница по дефиниција за хронична обструктивна белодробна болест дека треба да бидат мажи или жени на 40 годишна возраст кои што најчесто пушеле или били изложени на
на професионално, да кажам, обкружување кое што е преполно со токсини кои се вдишуваат во еден долг период на нивниот живот, или се покрај некои сообраќајници, или живеат во екстремни градови, кај овие се појавуваат емфизематозните боли и се голем број на број, дури многу порано. Така да треба да се фатат овие моменти на време. На светско ниво постојат третмани, за жал се уште скапи, бидејќи овој дефицит се субституира примање на неделно ниво преку интравенска значи може да се субституира, да се земе овој ензим. Да, не мал процент да знаете. Тоа е премногу мал процент, но веќе се работи и светот има измислено начин ако тие пациенти берејќи се јавуваат овие промени во белите дробови обострано и при 40 година, а тие пациенти и се не пушачи, кога се пушачи, тоа ќе биде и порано јавено, значи може да се помогне да не настанат тие големи меури, да кажам, их полнати со воздух во двете белодробни крила. Значи, наследен фактор е да, недостиг на, да кажам, генските ефект не се создава алфа-1 антитрепсин, а не, например, ако родителот со своето лошо несување си направил хоп, не се пренесува на стеноста во тој случај на река потомците. На таков начин и се. Во однос на возраст и полот, веќе споменавте над 40 години, било дека мажите се поизложени на овој проблем, веќе тоа се изеначува, бидејќи мажите и жените пушат и за жал, како што реков, повсемно во сиромашните земји во кои што спаѓа и нашава, и така како се уште пушењето е многу застапено, пушењето се почува во многу рана, да кажам, возраст се уште и како еден феномен кој што е прифатен општо социјално, навистина треба да се превенира од рана возраст. Иако да се прекине да се пуши, никогаш не е доцна. Никогаш не се намалува ризикот драматично потоа или сепак си постои, затоа што сме биле пушачи? Да кажам, пушачи? направената штета нема да може да ја, да кажам, имаме пациент со хоп, но ќе помогнеме околупаната мощното пропаѓање, бидејќи јас како им кажувам на моите пациенти кои што ги лекувам, тоа е исто како вие да дотурате бензин, а вашите бели дробови горат. Значи, џабе ние се обидуваме да направиме нешто со терапијата и објаснуваме, изборуваме кога вие постојано треба да сватат пушачите. Не треба да испушат голем број цигари. Пушењето на поголем број цигари дефинитивно и го зголемува ризикот од сите заболувања. Тоа значи оние што палат по цигара 2 на ден може си направат проблем. Една цигара е доволно кај одредени лица, Ако некои што имаат предиспозиција за тоа. Значи, да, дефинитивно, но не треба голема количина. Велат пушат по 3-4 цигари дневно. Но веќе кога има хоп, не треба да има ни една цигара дневно, бидејќи една цигара ќе го поттекне ова што го кажувам цело време. Воспалението кое што доаѓа од самото тело. И дополнително се променува оној, да кажам, како што имаме микробиом, нели, во цревата имаме микробиом во великите дробови, тоа го викаме пулмобиом, кај болните со хронично третирана белодробна болест се явуваат толку патогени форми кои што се заштитени во со така наречени биофилмови, што многу лесно прават тешки пневмонии. Пневмонии тешки и со стрептококус, и со хемофилус, и со псевдомонас, така да тоа се тешки бактерии кои што ке овие лица и ради намалениот имун одговор и пореметениот микробиом, ти ностоп живеат тука, ме разбирате, многу малку е потребно да се активираат и на така ослабнете бели дробови да започнат воспалителен процес кој што како екзарбација на болните со хоп можат секогаш завршуваат тие болни во болница, бидејќи и како борбата за воздух е се поголема, но можат да го комплицираат до толку животот, што може да бидеме искрени и 2 до 3 месеци после на тешка екзарбација, односно тешко влошување на хопствена пневмонија, да направи компликација од тип на миокарден инфаркт, од тип на мозочен удар. Рачунајте тоа воспаление што ќе се направи, колку ке овие болни од хоп го продолжува ризикот после едно влошување ради, да кажаме, една инфекција која што и така нив и така кој често. Затоа апелирам, барем ако не ме разберат гледачите што пушат да прекинат со пушење сите, барем тие што имаат хоп дефинитивно не смеат да бидат ниту пасивни пушачи. Докторе, тука ќе пуштиме едно видео кое што ги преплави светските медиуми, станува збор за еден тркач во Кина кој што истрча маратон и цело време пушеше. Тоа значи никако не сме да ги охрабри оние кои што ќе го видат видеото, гледат, тој истрчал цел маратон пушејќи. Значи тоа е исклучително опасно. Така, да го погледнеме видеото. Така, еве го видеото сега ќе го погледнеме, чисто да искоментирате дека такви видеа не смеат да бидат никако да бидат мотив, како што или охрабрување дека еве мене ништо нема да ми се случи.
Исто таков став имаше кога беше нели актуелен COVID-19, пушачите мислеа дека се заштитени бидејќи пушат цигари. Никако. Пушењето од цигари го наслабнува имуниот одговор, одбранбените способности на организмот. Така. Точно имаме млад човек кој што е помлад од 50 на години, 3 часа и 28 минути трчал на ваков прво е начин. помлад, второ не знаеме колку е неговиот пушачки стаж дефинитивно, а трето како што спомнав на почетокот, хоп нема да добијат сите пушачи. Дефинитивно добиваат една четвртина, но тоа не е мала бројка. Така, не е воопшто мала Затоа бројка. никако не смее да се гледа и воопшто за било што дефинитивно доказано дека пушењето е штетна навика. Тоа западните земји многу ги имаат одамна сватено и во цел западен свет не се ни постојат нели цигари по име, бренд кој како ги произведува, него се тоа црно обоени, со многу страшни фотографии од тоа што го прават, бидејќи во суштина увиделе и еколтурската индустрија која што носи огромен профит, тоа да бидеме јасни, со огромни давачки према државите, сепак увиделе да болестите кои што се добиваат ради пушењето не е само хоп е само една од тие да кажам болести, дефинитивно многу повеќе го кошта системот преку губиток на работни часови, преку губиток на луѓето кога се во најплодна да кажам кондиција да создаваат општествени добра, исто така и за семејството, и затоа се оди големи кампањи освен сиромашните земји. И сега приметуваат ради падот на пушење во цел свет каде што е стигматизирани се пушачите таму. Дефинитивно бидејќи на работно место не ги исполнуваат врските како што ги исполнуваат колегите непушачи. Така почесто паузи земаат. Дефинитивно почести паузи, освен тоа имаат почести отсуства ради боледување кои што се поподложни на заболување. И трета работа, дефинитивно се работи многу на кампања против пушење. Имаме сите роднини пријатели во странство кои што може да го пренесат нели да кажам и директно. Така да пушење никако и сега пошто тутунската индустрија со префрлањето на така наречени електронски цигари или овие да кажам ајкос цигари мора да опстане индустријата. Но сепак Тоа ми беше следното прашање. Дали доколку се замени цигарата со тутун, со електронска цигара сме го намалиле ризикот од заболувања на белодробните крила? Електронската цигара, освен никотин, има адитиви кои што и такако се штетни. Се знае зашто е намената на белите дробови. Што треба да дишеме? Воздух. Доволно се овие токсини кои што ради индустриализацијата се направени нели на цела планета огромен број токсини. Значи никако замена. Електронските цигари доказано дека прават хронично противна белодробна болест, токму тие додатоци кои што се за вкус, мирис и понатаму, а сега овие новите посовремени ајкос се намалува точно концентрацијата на катран, дефинитивно бидејќи се согорува цигарата на помала температура, ама далеко е тоа безбедна алтернатива. Совет сите што пушат можат да постигнат прекин на пушењето само да имаат добра волја, а верувајте сите кога ќе добијат потешка компликација, па и хоп да е, ги откажуваат. Толку лесно ги откажуваат без да преку ноќ. Буквално, верувајте, и ниту има некакви кризи, само треба да се сака. А се што да кажам го уништува нашето здравје, вклучително и здравјето на белите дробови, како што е во годишното мото на Голд, нели, по повод светскиот ден на хоп, вашите бели дробови за здравје, треба буквално да работиме сите. Потребно е и психолошка поддршка, дефинитивно, но можно е да се откаже човекот од таа штетна навика. Само треба да се сака. Искрено, вистински. Доктор, изложеност на загаден воздух и хемикали, нова очигледно баш и не може да влијаеме. Дефинитивно, сведоци сме на сите градови во окружување, се енормно загадени во топ 5 буквално. Скопје некогаш е на прво место во светот. Припаѓа дефинитивно во тие зажал градови и тоа со фракции на честички кои што се оние фини, значи под 2,5, да. И тие се најопасни? Најопасни се бидејќи токму навлегуваат најдолу крупните загадувачи, ќе направат иритација на дишно стебло, да кажам, носно ќе останат, нема да се ќе бидат во големите дишни цевки, значи големите дишни цевки ќе направат соодветно тука реакција, ама нема ништо страшно за телото. Но овие фини фракции патуваат понатаму, бидејќи се многу ситни, дури ја поминуваат и алвеокапуларната мембрана. И токму тие се причина за зголемена појава и на хоп кај пушачи. Значи, ако пушењето предизвикува над 80%, рачунете кај хоп, 20% тоа не е мала бројка, имаме и хоп кај непушачи. Така да животот дополнително во загадени средини, кои што се со воздух, кој што е препон со честички што се фини, фина утрафина фракција на загадувачи се богати,
зголемен ризикот каде на лица се јави хоп и кај непушачи. Или луѓе кои што да кажам користат за грејење дрво, дефинитивно во просторија која што не е добро вентилирана, кај што немаме добри одводи преку оџаците, исто така се зголемува ризикот од појава на хоп. Има во Индија или во слични земји африкански каде што се користи како извор на загревање и органски измет од да кажам и буквално окружено со сточат. Испарување во внатрешноста на просториите. Дефинитивно, значи освен надворешното загадување, да бидеме сведоци дека имаме ние внатрешно загадување. Па некогаш вела дека воздухот во затворените простории е позагаден од. Така е, затоа што прво не се доволно променува, посебно кога е загаден. Сите се штедиме да го затвараме тој простор, да го затвориме прозорот и да бидеме по можност неиздуфтирани. А од друга страна, со нашето секојдневно, да кажем, нашата секојдневна активност, ние создаваме загадување во просторот каде што живееме дополнително и значи имаме загаденост од надвор, загаденост од внатре и плюс рачунете на тоа да врзете со пушење, па ако има тоа семејство 2-3 пушачи, по едно 20 на 30 на цигари дневно, рачунете во еден воздух колку имаме PM честички создадени. Правен експеримент во гаража, каде што во одреден број на часови, затворена гаража, имаме мотор кој што нели работи возило на дизел и цигара истовремено нели работи, да кажам запалена на неколку часа. PM концентрацијата што ја прави цигарата е малтене идентична, ако не и повисока на концентрација на PM честички кај цигарите отколку кај дизел издувните газови. Скоро тука некаде се идентична, колку значи имаат моќ цигарите да го загарат воздухот. Пасивното пушење всушност е подеднакво опасно како и самото пушење на цигарите. Докторе, оние што имаат астма се поизложени на ова болест? Така, значи, пациентите кои што имаат астма и како треба да внимаваат да не бидат пушачи, бидејќи има посебни лица болеста. И астмата и хобот имаат посебни лица кои што ние ги викаме фенотипови. Така да, ако пациент еден пуши, а има астма, и да сме се обидели ние, астмата е да кажам, благородна, кај најголем број пациент за одговорна терапија, бидејќи инфламацијата таму е поинаква. Ако ваму имаме неутрофилна, кај хобот доминантно, кај астмата имаме еозинофилна, таа лесно се контролира со терапијата што даваме. Но ако и астмата не се лекува добре, еве еден апел на пациентите кои што имаат астма и кои што чисто нели ако темата е хоп, болестите се спреплетуваат, се чувствуваат добро, се смириле симптомите, ја прекинуваат само иницијатива на терапијата. Значи, било која терапија даваме за било која болест, нас не е битно да го лесниме животот, да тој пациент не може да функционира. Но прекинот на терапијата и нередовно земање или на своја рака прекинување, бидејќи слушаме, читаме, нели имаат несакани ефекти лековите или пумпиците прават зависност, не можам да разберам пуши, а пумпиците ќе направи зависност, нели дишува тони честички кои се отровни, а се секира да вдиши лек кој што е во одредена концентрација во микрограми и буквално нели ја лечи штетата што е направиле цигарите или неговото несување. Секоја недобро третирана астма, недобро водена астма со тек на време може да зголеми ризикот појава на хоп. Исто, ако астматичарите пушат, болните со астма се извинувам, пушат и како зголемува да се накалеми дополнителна нова еозинофилна инфламација, неутрофилна инфламација и да тие предат во хоп. Што е главната разлика меѓу астма и хоп? Прво, и ваму имаме нели обструкција, и ваму имаме обструкција. Слични симптоми. Дефинитивно. Но кај хобот таа обструкција нема никаде да ја вратиме, бидејќи се изгубени малите дишни патишта. Кај астмата, подавање на терапија, ние така лесно диагностицираме, нели, даваме бронходилататор и по соодветни минути, да кажам 15-20 минути, повторно проверуваме со спирометрија. Диагностиката е многу, да кажам, ефтина, едноставна и достапна. Златната диагностика на хоп и на астмата исто е спирометријата со соодветни вредности на FEV1 и TIF-0 индекс и реверзибилноста на нели после дадена бронходилататор. Астмата се враќа многу. Значи велиме дека е реверзибилна таа обструкција и ја немаме онаа преподната со воздух кој што ја имаме кај хоп. Ја имаме таа преподнатост бидејќи кога ќе се затлат овие мали дишни цевчиња и кога ќе почне она разорување на белодробието, буквално човекот е препон со воздух и не може да се издише лесно, бидејќи се затлати цевчињата. Значи има кратко вдишување, а издишување долго. И затоа таа динамска хиперинфлација што ги прави понатаму пациентите? Ги прави, верувајте, невозможни да си прошетаат 100-200 метри по улица или, како што болеста напредува, посебно апелирам, кога се открие во касни стадиуми,
кога е изгубен бројот на малите дишни патишта, а ние најчесто откриваме во оној прв и втор, да кажам, стадиум, поголд класификација на болест, кај што е веќе 50% рачунајте изгубена дишната функција. Ама, ако ја откриеме во трети, четврти стадиум, кај што останате се 10% од дишната функција, сме немоќни да помогнеме, иако се бориме на секаков начин да помогнеме на тие Како болни. изгледа пациентот во таа фаза? Пациентот, верувајте, затоа што болеста е системска воспаление, инфламација, зависи кој фенотип е, дали имаме бронхит, дали имаме емфизем, различна манифестацијата на болеста. Повеќето имаат И бронхит? секој болен си има свој хоп. Има фенотип со бронхит хроничен, без бронхит. Има со емфизем, има без емфизем. Има со бронхиектази, без бронхиектази. Со продукција на спутум, без продукција на спутум. Значи, најразлични манифестации. Огромно срце, со нормално мало срце. Но битно, со остеопороза, без остеопороза, со диабетес, со велико хронично пулмонално срце, со појава на ритми, хипертензија, сето тоа се депресијата како еден коморбидитет, придружно заболувањето, како е застапен некои болни, зошто? Прво, ради таа хронична хипоксија, нели, намален концентрација на киселот кој што се во крвта, а второ, рачунете ви еден човек кој што е бил активен и се наоѓа во една фаза на животот кога може да создава, зависи, верувајте, да може да се истушира самиот. Врзани се буквално со седентарен начин на живот има, тој седентарен начин на живот уште повеќе го влошува животот, пропаѓа мускулатурата, пропаѓаат коските, се влошува депресијата, врзани се со нивните апарати, концентратори на кислород, така да се обидеме да помогнеме, и затоа и целта на моето гостување, да се препознае болеста на време, и еден апел до сите пушачи, посебно до пушачите кои што имаат астма или хоп, дефинитивно да прекинат со пушењето. Да ги поканеме гледачите да се вклучат во денешната телма амбуланта, почитувани од овој момент. Добре дојдени се и вашите искуства со оваа болест, но и дилеми што ги имате, доколку имате некаков тип на лекување и очекувате подобрување. Споменавте дека се употребуваат пумпици за проширување на дишните патишта. Тоа всушност не е лек, така или е лек? Лек е, бидејќи ние, ако го фатиме тој пациент на почетокот, и пред да се развие самата болест, со давање на целта е да се направи бронходилатација. Имаме разни препораки, кои што третираме пациенти, зависи кој стадиум е, се почнува со монобронходилатација, најчесто имаме препарат кој што е и тука застапен во Македонија, и се почнува со него, ако не оди само со него, даваме дуална бронходилатација, значи со 2 бронходилататори. Сакам да кажам, не е лек за да се излекува болеста. Да, но се става под контрола и се спречува понатамошно да се спречи влошувањето. Бидејќи болеста по дефиниција е превентивна и третибилна, но во раните стадиуми, во оние како што кажав, појава на предхоп со прекидна на виката и следење на пациентов внимателно и појава во оние први чекори. Понатаму терапијата која што ја даваме веќе вклучува повеќе терапевтски модалитети, каде што вклучуваме кај одредена група на пациенти и инхалаторни кортикостероиди и вклучуваме аминоферин, постои исто така на светско ниво и друг облик рофлимолаз. Постојат во светот и терапии кои се ставени по 3 лека во пумпици, значи, но битно да сватат секој пациент си има свој инхалер, постои начин да стави болеста под контрола, да не ги заборавиме оние што се рехабилитациони програми кои што треба да ги спроведуваат пациентите кои што имаат хронично обструктивна белодробна болест, да не заборавиме на исхраната која што треба да биде изобилува со свеж овош и зеленчук и плюс протеински, да кажам, елементи во исхрана, како несолени сирења, јајце, да кажам, месо, постно месо единствено, бидејќи тие лица и како имаат зголемена енергетска потрошувачка, тоа отежнато дишење кое што го дава таа динамска хиперинфлација, тој преполнет со воздух, кога диафрагмата е спуштена надолу, колку енергија треба на меѓуребрената мускулатура да успее да направи и вдишување, а рачунајте издишувањето колку долго трае. И така да луѓето кои што имаат хронична обструктивна белодробна болест и како им е дори тешко јадењето да ја дојадат чинијата оброк, да ја изедат на рад, бидејќи има чисти пристапи на тежното издишање. Ние треба да внимаваме да тој пациент не го внесеме во еден катаболизам зголемен, односно поголемо разградување, слабење, губењето на мускулната маса, кое што како влијае многу битно и на вкупното преживување од болното со хоп. И да не забораваме да не остане време, вакцинирањето
Вакцинирањето против сезонски грип, тоа треба да биде основно. Вакцинирањето против COVID-19 и сега новите вакцини што треба да дојдат кари да се и кај нас, обавезно да биде кај болните со хронични и белодробни заболувања основно. И исто е достапна и антисептококната, конјугирана, да кажам, поливалентна вакцина. Тоа е превена 13, дефинитивно, че достапно е. Редовно вакцинирање, редовно исхрана и спроведување нормално редовни контроли со цел да спречиме влошување ради инфекции кои што се како присутни посебно во зимскиот период кај болните со хронично обструктивна белодробна болест. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување, ќе ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Ало, добар Повелете. ден. Поздрав до вас, водителката и до докторот. Благодарам. Јас сум пациент со ХОП. Пијам, земам фостер пумпица и користам аминофилин. Воедно имам исто од левата страна, под мишката у ребрата, имам 2 пати на ден напади, некое стегање, некои грчеви. И 2 недели сега сум на постела, не можам да дишам, не можам. Тивко, плитко дишање. Благодарам, докторе, ве молам. Така, барате консултација совет за вашата состојба, докторе, да го слушнем и следниот гледач, да не чека, па ќе ги дадете одговорите еден по друг. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум со ХОП, со астма, Така. активен пушач. 3 години не пушев, откако почнав пак да пушам, тек тогаш ми открија и ХОП и астма. Од мало дете сум со бронхитиси, со температури и сето тоа, крајници немам, така да било која прашинка односилити за плуќата. Сега прашањето ми е како да се откажам од цигарите. Така, уште едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. За првиот да почнеме гледач редоследно, треба така. да дефинитивно првата гледачка појавата на болки, значи хобот не боли. Чувството на тежина во гради постои како тежина, нели тескоба, чувство да недостиг на воздух, дефинитивно што ви не викаме, нели диспнеја. Појавата на болка која што гледачката ја лоцираше како шватив лево под лопатката, дефинитивно ќе мора да го посети прво матличниот лекар или да повика итна медицинска помош ако нема добра состојба, да се јави, нели, да се посети ургентен центар или кардиолог, да се отклони кардијална причина за појава на таа болка. Околу терапијата што ја прима, ако е ХОП, значи може да се направат некои надополнувања, но тоа ќе се направи нели со посветена ординација дека помога кога што се лекува. А втората гледачка дефинитивно рече дека од кога почнав да пушам ми се откри дека имам и ХОП и астма. После се надоврза на тоа дека и кога порано, кога пушев, немав ХОП и астма, ама нели има бронхити чести, чести настанки, значи она што го кажав и претходно. Болеста почнала многу пред да ја диагностицираме порано. А сега токму е дека како она што реков имаме преклопувачки синдроми, едно нив е она астма, нели и ХОП, така да мора редовно да оди на лекар, да користи терапијата и треба да се знајде начин да се престане да се пуши. Наједноставно, битно е да добие желба да престане да пуши и да го одбере периодот кога она е способна да го направи тоа. Инаку постојат во облик можно да се помогне ако се сака, но сепак тоа со посветена или на ординација лекар се препишуваат соодветни таблетки кои што помагаат во првите, да кажам, недели кога е најтешко, 10 дена, 2 недели, она никотинска зависност додека слобода рецепторите. Има и никотински фластери, има и спречења, има и никотински гуми за жвакање, има и лекови кои што се пијат и кои што помагаат да се намали тоа чувство на нели на вознемиреност која е потреба за никотин. Но најбитно од се да сите што се пушачи добијат желба дека треба да престанам да пушам. Како што престанала да пуши, не пушала повеќе години, може да го направи истото и сега, само да одбере период кога е буквално ќе биде повеќе времето посветено на самата неис, самата себе, буквално. Да не биде пред кога е презафатена, него да ја издржи онаа тескоба која ќе биде 10 дена, 2 недели и да запамтат, никогаш не постои непушач некој што пушал. Само постои поранешен пушач, бидејќи е потребно само едно димче, кој што го викаме ние лапс, или една цигара испушена, тој веќе е релапс, повторно враќање на пушење. Тоа треба да внимаваат посебно
после тешко е да се откаже пушењето, но со Уште една полесно јака да се- волја, лесно а се многу лесно враќа, се така. враќаат. Многу лесно се враќаат. Уште двајца гледачи имаме Нека повелат. кои што ќе постават прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Добар ден, сакам да прашам. Имам 35 години, имам мускуларна дистрофија, остеопенија, сколиоза и сега ми е диагностицирано диспнеа инфлуенција. Добро. И примам Рековте инфлуенца, имате грип, тоа е, така? не, потешкоти со дишењето. Пиромакс дуо и вентолин по потреба. Така, значи има Добро. некаков тип на... Некаква инфекција, така. предпоставувам дека има. Добро, и сега ве интересира што може да направите во вашиот случај. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Дали го имаме следниот гледач во програма? Добар ден. Докторе, повелете со одговорот, па ќе се обидеме повторно со Пациентката е гледачот. млада, најверојатно се работи за некаков фенотип на астма, бидејќи нели и рече дека и не пуши, има коморбидитет со остеопороза кој што е во склоп на некое друго заболување, дефинитивно пошто возраста е многу млада за остеопороза, ако има за остеопороза. Инаку е терапијата што ја прима е терапија која што е за астма, значи се дава комбиниран препарат кој што служи и за контрола на болеста, истовремено некако олеснуваш на симптомите. И не дај Боже, ако премногу е силно изразено, додаден плюс нели кратко делувачки олеснувач, што е вентолинот. Мој апел, ако има потешкоти со дишање, значи да самата што може да направи, нека земе плюс 2 вдишувања од едниот спречајот за контрола на болеста, додека не се јави нели на лекар, бидејќи дефинитивно нешто ја вади незината астма од контрола. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Едно прашање до докторот. Така. Моментално сум болна со белодробна инфекција. Само ќе го прочитам на докторо РТГ-то на белите дробови. Намалена белодробна транспаренција лево постојобазално. Да ми објасни докторот во Што ова врска значи? што е тоа? Така. Дали е бронхопнеумонија или бронхит? Дали имате симптоми, извинете, мора да ми дадете други информации, дали имате симптоми температура, кашлање, искашлување? Не. А зошто направивте рентген на белите дробови? Какви потешкоти имавте? Ало? Зошто направивте велам рентген на белите дробови? Кој ви налече рентген, ради кои потешкоти е? Затоа што кашлав прво ларингијално. Значи сте имали Кашлање? симптоми, Така. добро. Да. Па после тоа влажно кашлање. И со Аха. температура мала. Значи, Така, се сепак сте имале Так. симптоми, добро. Овие наоди, затоа Ви морав да благодарам за допрашам. вклучување, Се така. извинувам, нели, што гледачката морав да интервенирам со прашање, пошто побара помош, иако би сакал, нели, овие совети се даваат во Така, ординација, телевизиски не се дава, дефинитивно, но сепак затоа и подпрашав, он имала значи за респираторна инфекција, која што по описот се содействува да направила бронхопневмонија, која што чинам дека беше лева страна опишана, но лекувањето понатамошно, значи, треба да го доврши лекарот кој што ги наноси следувањето, кој што дал антибиотерапијата. Понатаму, ако има потреба за консултација, контрола, ќе биде упатена на пулмолог. Докторе, за кај оние пациенти кои што имаат хронична обструктивна болест на белите дробови, се препорачува ли да примаат антибиотици? Вак, кај пациентите кои што имаат се фенотип посебни на хронични екзацербатори, чести екзацербатори, кои се наоѓаат во класа она С и Д, но никако самостојно, со цел да се намали таа инфламација, која што не ради инфекција, далеко од тоа, се вклучува одредена група на антибиотик, не го кажувам кој, да не се злоупотреби, така. и се дава по одредена шема повеќе месеци, но тука се користат имуномодулаторните особини на тој антибиотик, а не се користи борба за инфекција. Антибиотик се дава само кога имаме знаци за инфекција. Кај болници со тежок хоп, кога ќе се промени бојата на кашлок и кога ќе зголеми количината жолто или зелена и се уште додека нема симптоми на инфекција, најдобро да се земе примерок од тој искашлок и да се оди по антибиограм, бидејќи
не се само пневмониите, имаме Така. екзацербации од вируси, имаме екзацербации од бактерии, ради тие што реков се променети, така да еден бронхит може да тој како долно респираторен или некои и бронхектази инфламирани да го зголемат ризикот од компликација, екзацербација на хобот. Никако на своја рака антибиотик, но при промена на количество и на боја на искашлок и симптомите, едноставно може да земат експекторанс на своја рака за болест од искашлок, да се хидрираат, да ја земат редовната терапија халаторна и да се јават што е можно најбрзо кај својот прво матично лекар, кој понатаму ќе процени што и како. Инаку антибиотици земање во недоглед не. Ви велам, одредени стадиуми на болеста може, одредени антибиотици, ама не за контрола на инфекција, пошто хобот не е инфекција, ама хобот го намалува, односно го зголемува ризикот од сериозни инфекции кои што го влачуваат и самиот хоб. Кога болеста се влошува, се намалуваат растојанијата очигледно помеѓу нападите и кашлицата станува се поупорна, потешко земаат воздух. Треба ли веднаш да се јават, да побарат брза помош ли? Како изгледа се тоа? Веднаш треба да се упатат кај нивниот матичен лекар, значи без одлагање. Без одлагање. Некој во постела, во тој случај. Така, дефинитивно. И кога ќе почува да се влошува, дефинитивно. Останува таа влошена состојба? Не може да се врати во претходната состојба? Се враќа, дефинитивно, и следат најчесто хоспитализација кај овие болни. Но секое наредно влошување доведува до пропаѓање на она што станато од белодробната функција, изголемување од ризик, да кажам, на секундарни инфекции кои што се присутни во болниците, се зголемува ризик од други настани, кардиоваскуларни настани, пред се акутни кои влошуваат, буквално цело тело пропаѓа, бидејќи самото секое влошување и текако не е за домашно лекување. Лесни екзацербации, да, и кај полесни форми на болеста. При прво приметување можат, како ќе приметат, значи се зголемува, реков, количеството на искашлок, се зголемува фреквенцијата на кашлање, почесто и повеќе, бидејќи имаме повеќе продуцирање на тој искашлок, тој спутум што не го викаме, се променува густината на тој спутум, се променува бојата на тој спутум и да нема температура, се влошуваат веќе симптомите, бидејќи плуќата, дишните патишта се преполни со секрет кој што е испровоциран дополнително таа секундарна, да кажам, таа инфекција која што е накалемена. Сте што може да направи да ја земе редовно терапијата, да земе олеснувач, пошто имаат сите пациенти олеснувачи на симптоми при одредени ситуации и веднаш да го посети неговиот матичен лекар кој ќе ти индицира нели следување. Доктори, сосема накратко, што да прават пациентите со хронична обструктивна белодробна болест во предстојниве месеци кога воздухот е исклучително загаден, а загадениот воздух е ризик фактор за вложување на болеста? Маска која што врши дефинитивно голема заштита која ќе одат нели надвор. Ки маски што ги носевме за ковид, добри се? Да, дефинитивно, мислам дека и тие ги имаат тие карактеристики да ги чуваат од частичките. Минимално излегување во незагадените периоди од дома, дефинитивно, него да бидат цело време во домашно преживување. Ако се во можност пациентите да набават филтри, нели апарати за пречистување на воздух, тоа би било пожелно. И избегнување на собери, значи собери кај што има голема фреквенција луѓе, колку што е можно се разбира, избегнување на користење на јавен превоз, избегнување на движење во тој период каде што има голема фреквенција на луѓе, посебно во затворен простор, значи не посветен на молови, продавници цело време. Таму него буквално додека помине овој период на загаден воздух и да не заборавиме вакцинирањето, во тек е грипот, во тек нели постои превенар 13 антитокок на цело време и да се следат нели појавата на новите вакцини кои ќе дојдат за COVID-19. Ви благодарам многу за денешното гостување. Мора да завршиме, погледнете колку испишани имаме крај на камерите. Поздрав до гледачите. Така. Докторе, ви благодарам за денешното гостување во тема амбуланта. Доцент доктор Маријан Павловски беше денешниот гостин во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.